Ова утро Кристина Талеска Големтеова е заедно со Гордана Бешлиевска, председателка на Сдруженијето За нас. Зборуваме на тема "Ова е наше време за подобри времиња", сестрите низ историјата и сестринството во сегашноста. Кристина, те гледаме дали се слушаме. Слушаме, Бранко, да, Зуки ја спомена темата со аерозагадувањето, со почетокот на грејната сезона. Тоа е горлив проблем и во Скопје и се поголем број на пациенти ќе доаѓаат овде во градската општа болница 8 септември. Ние утрово фокусот не го ставаме на таа тема, туку на медицинските сестри, кои што секако ни се неопходни како здравствен кадар и за генерациите по нас, бидејќи без здравство тешко и здрава иднина. Кога станува збор за оваа тема, ќе споминеме дека денеска во 14 часот во градската општа болница 8 септември, каде што е нашава следна локација, ќе се одржи еден многу убав настан на кој во фокусот се ставаат токму медицинските сестри. Започнува со историјатот на медицинските сестри, па до ден денес и сето она што нив им е неопходно за непречена и квалитетна работа. Сите информации ги дознаваме од соговорничката која што ја најави и ти. Велам добро утро за председателката на Сдруженијето За нас. Господја Бешлиевска, благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро, иако денеска агендата ви е преполна. Така, ви благодарам многу што условно не го подигате гласот на нас медицинските сестри. Навистина убаво кажавте, денеска ни е еден прекрасен настан во кој што сестрите низ историјата ќе ги преточат работните задачи во сегашноста и ќе ги дадат своите пораки за напредното сестринство, за современото сестринство, за едината на сестринството, апропо нашиот одржан меѓународен втори интернационален конгрес на кој што имавме и бележавме многу големи успеси. Ова денеска што ќе се случува е знак дека сестрите мора да ја познаваат својата историја за да можат да бидат успешни во сегашноста и да ја градат едината. Горди сме на нашите великанки медицински сестри од историјата на сестринството, кои што ги славиме и ќе ги славиме, и на нашата великанка доајенка во сестринството Славјанка Влахчева, за која што многу зборувавме и денеска ќе зборуваме исто така и во присуство и ќе бидеме почестени од незиното семејство, од незините потомци, второто, трето колено до пара внуци ќе бидат денеска со медицинските сестри, заедно со нас ќе ги славиме сите оние успеси кои што се нижеле пред војната, за време на војната, после војната, и ќе дадеме акцент на делот на развојот на сестринството во независна Македонија, каде што ќе спомнеме за 35 годишниот јубилеј на првата виша медицинска школа во Битола, која што се формираше за нас, која што е многу важно, бидејќи, како што кажавте, здравата нација и здравата иднина лежи во образованите медицински сестри и во инвестицијата на медицинските сестри. Салата во која што ќе се одржува денеска настанот брои околу 400 места, се плашите дека ќе биде претесна за сите кои што сакаат да дојдат? Па така, сестрите покажаа и на конгресот, а и интересот за овие наши убави настани на вистина оди во таков смер. Се плашиме дека можеби нели ќе ни недостасува столче повеќе, меѓутоа ние сестрите умееме денонокино да бидеме на нозе, така и денеска ќе го доживееме настанот како што е. На овој настан очекуваме голем број на наши соработници, ги очекуваме пред се медицинските сестри кои што беа учесници на конгресот со нивните предавања, каде што ние како извршен одбор во Сдруженијето За нас донесовме одлука со која што сите предавачи ќе бидат доделени сребрени сертификати, а на 15 теми кои што ќе ја понесат резолуцијата за современото сестринство и иднината и пораката од сестринството ќе бидат всушност наградени како теми кои што ќе понесат златни сертификати. 10 од нашите од Македонија и уште 5 од странските теми кои што навистина беа во голем број за време на конгресот присутни. Споминавте и вие, за да можеме да зборуваме за еднината, треба добро да го знаеме и минатото. Треба да споминеме дека една убава изложба организирате попатно со сите лични предмети и признанија кои што ги поседувала Славјанка Влахчева. Во соработка со музеот на град Штип и успеавме, значи град Штип ни укажа голема чест и почит со тоа што незините лични предмети кои што биле пред 10 години предадени од незиното семејство во музеот во град Штип, каде што се наоѓаат и незините медали, бидејќи таа е 72 година добитничка и на медалот Флоренс Најтингел, како и нашите други доаѓенки во сестринството. Ленче Кепева, Јованка Караѓозова, Цвета Хаджи Василева, тоа се великанки на медицински сестри кои што се добитнички на медалот Флоренс Најтингел. Условно нашата повелба одликување и награда на Славјанка Влахчева, која што ја внесе Сдруженијето како историја, како повелба, како одликување, ќе биде
една понова историја во нашето сестринство со кое што ние ги отвараме патиштата за конкурентност на нашите сестри за добивање на медал од Флоренс Најтингел. Сакав да ве прашам што е она на крај некаде на разговорот што би ги мотивирало медицинските сестри да останат во државава и да работат посветено и вредно, а вовед во тоа ни даде неколку ваши колешки кои што дадоа еден свој виден коментар додека ние се подготвувавме овде за разговорот, велат прашајте дали ќе можеме да добиеме решение бидејќи чином во недоглед работиме со договор на дело. Така. Па тоа е голем проблем во овој момент кој што ги демотивира и дестимулира медицинските сестри. Навистина, ние од Сдруженијето за нас во сите наши подигања на глас, така повторно ќе се изразам, се однесуваме и просиндикално и до синдикатите, постојано притискаме и до здравствените институции. Сметам дека нашата професија не е професија и нашата дејност во болниците да биде во договор на дело. Нажалост, се уште постојат. Таа неизвестност во која што се медицинските сестри е една од големите причини поради кои заминуваат од болниците. Ние секогаш апелираме на континуирани конкурси каде што тие ќе си го добијат местото како редовно вработени со редовно вработен статус. Сега во деновиве имавме сериозни состаноци и барања до синдикатите за подместување на коефициентот на сестрите со средна стручна спрема, бидејќи во овој момент се доближени, односно се на републичкиот минималец, и повторно го покренавме прашањето за признавањето на високите образованија на сестрите во болниците, бидејќи анекс договорот кој што беше донесен пред 2 години не се почитува во одредени болници и се уште ги чека систематизациите како такви за да ги оствари и реализира медицинските сестри. Се надевам дека и овој статус на договор на дело ќе успееме да го тргнеме како таков да не постои, бидејќи агенцијата за вработување брои сестри невработени, а ние имаме недостатоци во болниците, а од друга страна условно не им дозволуваме да се остварат во редовни работни односи и дозволуваме на некој начин многу лесно да си заминат од болниците. Има многу проблеми, но она што ми се допаѓа е дека сте се погласни, ние заедно со вас, па се надевам дека борбата бидејќи е заедничка ќе има и резултати. Ви благодарам, денешниот настан е една многу убава можност да ги мотивираме дополнително сестрите во ситуација кога се демотивирани, кога се разочарани, неплатени, непризнаени, незадоволни од општествениот статус. Ваквите настани, ваквите обележја на нашето сестринство се една многу голема мотивација. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро. Бранко, имаме ли прашања? Во спротивно ќе споменам само уште еднаш за сите оние граѓани кои што се движат во овој дел на Скопје. 5 до 10 па и 15 минути порано излегувајте од своите домови, бидејќи на вистина е голем метежот. Иако имаме сонце, температурите се повисоки, па пријатно е надвор.